civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден, почитувани гледачи. Денеска Цивил во изминатава недела имаше низа на јавни настани и дебати. Денеска решивме да направиме една дебата поврзана со медиумите, насловена Мултикултурализмот и европските вредности во медиумите. Јас сум Дехран Муратов, денес ќе бидам модератор на оваа панел дискусија, а со нас учесници на оваа дебата се Елида Зубеари од уредничка во Портал, Филјана Кока, заменичка председателка на ЗНМ и новинарка во МРТ, Ана Цветковска, уредничка на МИА и Џабир Дерала од Цивил. Во овој случај, поради ковид мерките, имаме комбиниран јавен настан, дел сме со физичко присуство, дел со нас ќе бидат онлайн. Со нас онлайн ќе бидат новинарките Филјана Кока и Ана Цветковска, па би почнале би дале збор на новинарката Филјана Кока. Ако се слушаме. Арчик? Да. Да, добар ден до вас. Па би сакале да ве прашаме. Дали ми слушате? Да, ние ве слушаме, дали вие нас не слушате? Добро, веќе ме представите. Филјана Кока сум јас, работам веќе 30 и повеќе години во првиот програмски сервис на македонската телевизија и сум заменик председател на Сдруженијето на новинарите на Македонија. Добро, ќе ми дозволите воведно да почнам со еден цитат од ценетиот филозоф Мухич, дека улогата на културните разлики е од витално значење за процесот на општествената интеграција, од чие успешно спроведување зависи стабилноста, па дури и обстанокот на една држава. Во зависност од начинот на кој ќе бидат артикулирани и третирани од страна на државата, културните разлики можат да станат фактор на интеграција или пак да прераснат во фактор на дезинтеграција, за жал. Во оваа смисла, медиумите, вклучително новата информатичка и комуникацијска технологија, овозможуваат брзо и едноставно поврзување на луѓето, а тоа несомнено води кон тоа медиумите да играат можна значајна улога во интеркултурниот диалог на сите полиња во секое општество, без разлика дали се работи за мултикултурно, бикултурно или национално, да речем. И тие треба да ги користат расположивите електронски ресурси за унапредување на диалогот помеѓу различните култури во мултикултурното општество. Но дали е така кај нас? За да додам до суштината, сакам да презентирам неколку примери низ кои би виделе дали и колку во медиумите бил застапен говорот на омраза, како број еден според мене, ризик фактор за мултикултурализмот во земјава. Освен во членовите 10 и 11 од Кодексот на новинарите, одговорноста на медиумите е јасно дефинирана и во неколку препораки, како што е препораката R9721 на Комитетот на министрите. Пред да предам на конкретни примери за предизвиците со кои се соочуваат медиумите, ќе се навратам на податокот за бројот на преставки за кои Советот за етика во медиумите на Македонија оценил дека бил прекршен Кодексот на новинарите по основ на говор на омраза. А зошто говор на омраза, сакам да пообјаснам подолу. Податокот говори дека минатата година, 2020-та, значи има 6 одлуки во кои е детектирано говор на омраза, односно прекршување на член 10 од Кодексот на новинарите, а годинава пак досега има една одлука каде што е детектирано таков говор на омраза. Тоа квантитативно може би не е некој показател, но содржински ќе се согласите заради говорот на омраза е особено битно. Например, преставката која се однесува на интернет порталот Екран МК со текстот насловен видео, кого испраќаме на песна на Евровизија, македонец или бугарин, Васил Гарманлиев јавно призна дека има бугарски пасош. Или, пример број 2 да речеме,
Комисијата нашла дека во текстот на интернет порталот OFNET.mk, објавен на 24 декември 2019 година, е прекршен членот 10 од Кодексот на новинарите, чија оставка особено е нагласена во следните реченици од текстот. Кале, МНТ, а сега и најново видео од центарот на Скопје, на кој се тепаат млади луѓе за кои се претпоставува дека напаѓачите се дел од намивачката група шверцери. Комити направија компилација со која сакаат да укажат дека нивните ривали никогаш не одговараат. Низата на инциденти ги ставија на филмско платно како асоциација на дивењето на шверцери во театарот МНТ, а подсетија на случувањата на Кале, каде камерите жив го фатија заменик министерот за внатрешни, како ослободува навивачи на слога, меѓу кои и Артан Груби. Ова се само неколку од многуте објавени текстови во кои наместо во служба на етничката разноликост, националниот диверзитет, од новинарското перо токму тој се атакува. За жал се помалку се би рекла, не достигаат дури и се ретки историите, прилозите, анализите или какви да се новинарските жанови кои обработуваат теми за мултикултурализмот. Напротив, велам се уште се присутни текстови кои придонесуваат за се поголема раздвоеност и се вистински ризик за соживотот и мултикултурализмот во земјата. Да тргнам од јавниот сервис, каде работам од 1989 година, каде постојат редакции на езиците на етничките заедници, освен на албанската, тука се турската, српската, ромската, бошњачката и влашката. Ако проследите настан кој е покриен од сите заедници, а се работи за инволвираност на припадници на различни заедници, често ќе се забележи дека секој го покрива настанот од аспект на интерес на задницата на која и припаја. Заобиколувајќи го, велам заобиколувајќи ги, основните стандарди и норми на професијата кои пред се произлегуваат од Кодексот на новинарите. И тоа е најчесто кога се работи за меѓуетнички инциденти, за жал. И не е толку можеби еклантантно во јавниот сервис, како што е очигледно во медиумите, да речам националните телевизии, например, Сител, Канал 5, наспроти Алсат, ТВ-шења и така натаму. Уште позагрижувачко е што се прави суптилно, на некој начин филувано, да речам. Еве, например, за протестите за случајот Монструм, за убиството на Таздо. Волам? Дали се слушаме? За убиството на малиот Алмир од Куманово и така натаму. Ајде да го анализираме овој последниот. Во медиумите на албански јазик се пишуваше дека возачот го убил Алмир, односно го прегазил со умисла, одејќи директно со возилото на него и неговата мајка, што можеше да се види и од видеото. Друга страна пак, медиумите кои информираат на македонски јазик се држаат до подоцна изменетото обвинение дека возачот на возилото, кој претходно имал расправија со таткото на Алмир, го прегазил момчето бегајки од нападите на неговиот татко и роднините и така натаму. Еве, сметам дека оваа тема треба постојано да се актуализира меѓу новинарите преку обуки, преку заеднички работилници и други форми и формати, бидејќи ваквата поделеност трае уште од осамостојувањето па до ден денешен. Тоа е постојан предизвик за професијата. Тоа е постојана рак рана на целокупното општество и за жал се провлекува ни сите овие 30 години, добивајќи различни форми. Особено е битно да се потенцира дека наспроти континуираноста главно на биполарноста, пред се, некогаш со поголем, некогаш со помал интензитет, промовирањето на мултикултурализмот пак се одвива во дисконтинуитет, низ различни обиди. Од, например, едно наше мало, ако се сеќавате, се репризира сега, една редакција за мултикултурализам во јавниот сервис која постоеше околу 2 години, како посебна редакција, до денешните обиди за електронски медиуми со серијали или прилози за жал од време на време за оваа заедничка тема. Да, има обиди преку панели, како овој, например, денешниот, дебати, а не знам, меѓуверски, меѓуетнички диалог и така натаму, но проблем е што нема, според мене, конзистентност на определена форма или формат, како сакате. Дали тоа ќе биде некоја редакција или цел медиум, може да се дискутира, но битно е да ја има. Од еден друг аспект, ако согледуваме по етничкиот состав, медиумите како да ги пресликуваат по својот состав политичките партии.
па се строго поделени со кадар од иста етничка припадност. Со мали исклучоци на јавниот сервис, Алсатем и така натаму, не знам, може би има и некои други помали. Факт е дека може на прсти да се избројат оние кои работат во медиум на јазикот на една етничка заедница, а и припаѓаат на сосема друга. Например, јас лично во македонската телевизија, во прв програмски сервис, може би сум една меѓу првите, ако не и прв новинар кој работел во редакција на јазикот на друга етничка заедница, а припаѓа на друга етничка заедница. Еве би го спомнала Сунаи, Насер Селмани во Вест, потоа претходно не многу одамна Мухамед Зекири во Канал 5, може би има и некои други, нека не ми замеруваат, неколкумина во А1, но за кратко, обратно колеги во Алсатем, од македонската националност и така натаму, но кај нив не е случај да се изразуваат, може би многу ретко, во извештаите на, да речеме, на албански јазик. Значи, и доколку е случајот таков, од своје искуство говорам, тешко е на моменти, може би се доаѓа во искушение, новинарот доаѓа често во искушение, но секогаш треба да се води само и само од кодексот, професионалните стандарди и етичките норми и да се издигне над себе си и својата припадност. Тогаш се негово, значи буквално се негово, останува зад јавниот интерес и јавното добро, во чија служба треба да е поради својата огромна општествена одговорност на крајот. Сега некој ќе рече кој е јавниот интерес за една или друга етничка заедница. Може би она што е јавен интерес за едната, не е јавен интерес за другата етничка заедница. Но доколку се следи кодексот, членовите 10 во кои стои, новинарот нема свесно да создава, ниту преработува информации што ги загрозуваат човековите права или слободи, нема да говори со јазикот на омразата. И така натаму го знаете, или членот 11, новинарот ќе се придржува и на општо прифатените општествени стандарди на пристојност и почитување на етничките, културните и религиозните различности во Македонија. Доколку исклучиво професионално се покриваат настаните, или истражувачките стории откриваат криминални действија за било кого, затоа што криминалот не познава нација, нели? Тогаш јавниот интерес, борбата против него е повеќе од јасен за било која од заедниците. Тука не може да има разлики. Главно во оваа сфера медиумите се уште поделени на кампуси според етничката припадност. Еве, а со тоа и на друга култура. Ова не треба да значи сепак дека треба да го намалува просторот за промоција на оживотворување на мултикултурализмот, туку напротив, да креира поинаков приод за ваква промоција и пак прашувам, но дали е така. Што се однесува до промоцијата на европските вредности, јас ќе го фрагментирам приодот, во смисла европски вредности од професијата кон јавноста и европски вредности во или за професијата. Првиот, аспектот од професијата кон вредностите, тука сме можеби поединствени. Нема телевизија, радио, портал, весник, нема медиум во кој не се промовираат евроинтеграциите, владењето на правото, слободата на изразување и така натаму, во поново време екологијата, особено загадувањето, правата на ЛГБТ заедницата, теми кои до вчера беа табу, се повеќе се отвараат и секако најчести се вестите за евроинтегративните процеси, например, и тоа високо во првите минути на информативните едиции. Значи, тука сме некаде единствени. Макар што има мали исклучоци, би рекла, незначителни, кои од одредени центри оркестрирано навиваат за тоа дека Македонија не мора да е дел од Европската унија. За вториот, аспектот на европските вредности во корист, би рекла, на новинарската професија, до некаде е солидно во ведувањето на, да речам, примената на новите технологии, особено смарт телефони, онлайн извештаи, камери и друга опрема која го подобрува новинарскиот производ. Еве да ги земеме пример видеоснимките од настаните кога од галеријата на собранието беа исфрлени новинарите. Црниот понеделник или крвавиот четврток или на 27 април. Иако можеби во судска постапка не може да се користат, сепак тоа за органите на проголемот е доволно за постоење индици да се покрене обвинение, да се бара одговорност и така натаму. Но некако како да тапкаме во место или многу малку одиме напред во однос на европските стандарди за новинарската професија. Како што се новинарските плати, например, условите за работа.
правата од работни односи, социјалната сигурност и безбедноста и така натаму, ако од ова се одземат јавниот сервис и МИА, во речиси сите други медиуми, можеби не се докрај решени овие суштински прашања, кои во Европската Унија се уредени по далеку повисоки стандарди, каде не смее ни да се помисли, како на пример, за пријавување новинари на пола работно време, неисплаќање на празнични дневници, спречување користење одмори според Законот за работни односи и други непочитувања на правата од работните односи, па можем да кажем и од професионален аспект. И овде, пред да заокружам, иако темата е богата и неисцрпна, сакам само да нафрлам поента 2, дека во современите мултикултурни општества, еве се навраќам на говорот на омраза, зошто го потенцирам, слободата на изразување во определени ситуации може да биде злоупотребена, а тоа се случува кога истата преминува во појава која е во целосна спротивност од неа, односно кога слободата на изразување преминува во говор на омраза, што пак подразбира изразување на омраза спрема некоја определена група, поинаква расна, етничка, религиска, културна и друга припадност. Од аспект, сега ќе зборувам од Сдруженијето на новинарите на Македонија, досега има одржано повеќе состаноци со сите надлежни институции, вклучувајќи ги тука основното јавно обвинителство, Министерството за внатрешни работи, со цел да започне да се казнува говорот на омраза во медиумите. Исто така, ЗНМ има доставено писмени барања до овие органи за да започне процедура за кривично гонење за јавно искажан говор на омраза. Меѓутоа досега, значи, резултатот е, за последните 10 години од 26 судови во земјава се изречени само 5 пресуди за јавно искажан говор на омраза. За жал, пренесуван од медиумите во јавноста, при што медиумите индиректно учествувале. И ова не е се уште кривично дело, а од друга страна е погубно што институциите се уште не го препознаваат говорот на омраза. Земајќи во предвид дека во Република Македонија ЗНМ има документирано повеќе експлицитни пораки на говор на омраза, искажани во телевизиски емисии, како и на социјалните мрежи, може да се заклучи дека институциите во земјата едноставно одбиваат да постапуваат за прекршување на овие два члена од кривичниот законник, и ова не враќа на почетокот, дека единствениот патоказ во креирање на мултикултурализмот за еден медиум, за новинарите генерално, е почитување и само почитување на професионалните стандарди и етичките норми, односно кодекс. Се надевам не бев толга во однос на темата која што е навистина може да се говори многу. И благодарам на вниманието. Ви благодарам за исцрпните одговори, одлични примери, одлични поенти истакнавте во поведот. Јас би преминал со госпоѓата Елида. Госпоѓата Кока истакна дека имаме само медиуми кои што се ги пресликуваат политичките партии, односно дека имаме чисти медиуми кои што известуваат само за проблемите и потребите за сопствената заедница, без да има единствено кога има инциденти да известуваат за тоа. Каков е вашиот пример во однос на тоа? Значи, нашиот пример, мислиш на редакцијата, каде што не, воопшто, да, пошто не ви доаѓате од портал, во соработка со Метаморфозис и веројатно имате поразлично искуство. Да, во право си, значи медиумите во Македонија уште пред времето, мислам, пред да видат онлайн медиумите присутни повеќе во нашата сфера, се знаеше дека се води една моноетничка политика на едниот медиум кој збори само македонски или па на другиот кој збори само албански, така да имаме две реалности кои на жалост само кога има трагедија или нешто големо лошо се случува, па
тогаш ќе имаме информација од таа етничка припадност или од и трета етничка припадност, или кога на пример има некој празник, па повеќе верски, па еве ги слават, и како да се некој етнитет кој живее во другата планета, а не како луѓе кои живееме заедно и тука ги користиме истите услуги, не знам, транспорт, исти школи и така натаму, ама тоа е од системот. Значи, системот така е граден во Македонија, каде што две-три етнички заедници не се мешат многу и затоа немаат знаења едни за другиот, имаат само тие стереотипи кои на жалост повеќе преку помош на медиумите или социјалните мрежи повеќе ги потврдуваат, да, ги потврдуваат, ги шират. И така да тие новинари кои доаѓаат од таа средина, мислам тие луѓе, тие млади новинари, после ќе работат во тој медиум што е моноетнички. Имаше, Филијана даде неколку примери кои се медиумите кои ги мешат сите. Мислам, има неколку луѓе кои се работат и во различни редакции, но се знае дека тие повеќето од тие од новинарите работат во моноетнички медиуми, така да ќе продолжат да го потврдат тоа што веќе веруваат, пошто нели кажав таков системот и така се израснати, имаат пријатели и се соочуваат, но сепак не се заедно, не живеат, не ги делат истите вредности. Тоа е разбирливо до некаде јазикот, религијата, ама сепак нема ни толеранца, нема ни разбирање за другиот, од тоа што нема познавање. И кога ќе напишат вест, еве на пример, едниот не ја гледа другата реалност, не постои, така да, на пример, еве, имаме многу примери кога албанскиот јазик нема превод на албански јазик, пошто таа друга етничка заедница не постои за нив. Не е дека ги мразат, не е дека имат нешто против, туку воопшто не ги мислат. На англиски да, пошто тоа е странски јазик, ја еде. И ова е еден лош пример каде што може да го посочам на неколку настани, па и јавни, па и кај медиумите, па и кај владата, и кај другите институции. И после тоа се ствара ова непознавање, ова игнорирање доведува до тоа да имаме само еднострани вести или вести кои воопшто не се опширни и немаат некаков интерес за сите. Инаку да, јавниот интерес е јавен, пошто живееме во мултиетничка земја и важи за сите, ама многу малце се работи на таа тема и не е само теми од, еве како што кажав, нека да се повторам, теми од видот на еве денес се слави денот на XX тој и ајде ќе видиме што прави другата заедница, туку мора да има постојано вести и информации кои за да ги информират и другата заедница дека со истите проблеми се соочуваме и дека има криминалци и има и добри луѓе и од таа и од тој свет и од овој другиот свет. Значи, ние кога го креиравме портал, една од причините која беше за основање на портал беше да се направи тој бриджинг, да се направи тој мост меѓу тие две најголеми етнички заедници во Македонија, така што ние почнавме постојано да следиме преку партнер, преку МetaMK, па и други проекти сме имале, за да го преведеме, да го кажеме тоа што се случува во нашата сфера, во македонската јавност, во турската и другите, се засега сите. И ако, не знам, во општина Струмица имат проблеми со законот и како тоа имат некој вид проблем, мора да се рапортира, а не обратно да се игнорира дека тоа не е за нас. Обично така и албанските медиуми, ајде ние да видиме што се случува кај нас. И ќе се игнорира нивниот проблем, а треба обратно затоа што како што кажав, преку тој пристап
сите се чувствуваат како дел од една, не знам, неправда или правда или систем. И на тој начин треба и другите медиуми да мислат и да работат, значи работиме, сите сме тука заедно, но кога ќе одиме да седнеме да пишуваме нешто, пак се уклучува таа клика, ајде сега да видам што се случува кај нас. А тоа е погрешно. Сега појавата на онлайн медиумите уште повеќе тој јаз го зголеми, затоа што таму и се кријат позади некои X автори, еве Филјана многу добро ги кажа некои примери, и може слободно да пишуваат и говор на омраза, и навреди, и клеветење, и да не се знае и да не се одговара. За сега толку да не должам ја. Веројатно ќе имаме уште малце време за уште едно веројатно кратко прашање и порака за... Би сакал сега да се, дали не слуша Ана, дали се слушаме? Да. Па може ли да ни кажете вие како функционирате во МИА, затоа што МИА е сервис каде што излегуваат пред се првичните информации од секојдневието информативна агенција. Каква е соработката помеѓу пред се новинарите од сите етнички заедници, како функционира тоа да се прикаже мултикултурализмот и европските вредности, да се пренесат во јавноста? Ви благодарам на прашањето и на поканата за присуство на оваа дебата. Пред се би се надоврзала на колешката Филјана, која што кажа дека медиумите, значи генерално сега ќе кажа, малку промовираме сите европски вредности, меѓутоа ги промовираме декларативно, а европските вредности подразбираат мултикултурализам и негово почитување во реалноста и во секојдневниот живот. Сведоци сме дека, особено на социјалните медиуми, има чести случаи на говор на омраза, кои што не го поттикнуваат и напредуваат мултикултурализмот, туку напротив, го подхрануваат. Значи, ние како медиумска информативна агенција национална, верувам, тука на иста линија сме со МТВ, би требало и со останатите медиуми, значи сме на некој начин браникот кој што треба да спречи понатамошна бура во тоа развивање на тие напади кои што поттикнуваат говор на омраза по различни основи и причини. Конкретно во МИА. Значи, во МИА од секогаш постоеле редакции кои што ги застапувале вестите на заедниците, можам да кажам, тоа се двете поголеми заедници, македонскиот сервис и албанскиот сервис, меѓутоа не постои, особено изминативе 3-4 години, стрикна поделба меѓу тие две редакции. Во смисол, значи, и во македонската редакција работат албанци, и во значи албанската редакција работат македонци. И значи ќе се обидуваме во иднина тој пристап да го одржуваме, значи да не се делиме, туку напротив да се спојуваме. Значи во македонската редакција да имаме интервјуа, истории кои што ќе бидат на албански јазик со превод и обратно. Бидејќи на тој начин ќе го поттикнеме мултикултурализмот, отколку да се подвојуваме како две посебни редакции. Мислам дека тоа е многу битно за унапредување на овој феномен, односно многу е битно да не се, како да кажам, да не се двоиме како две различни редакции, туку напротив да се поврзуваме и јазично и во начинот на работата. Долго време сме заедно во МИА, новинарите кои што го работиме овој пристап, меѓутоа овој пристап, како што ви кажав, го видовме изминативе 3-4 години повеќе да има мешање на новинарите и да нема поделба. Значи пред се сите да бидеме новинари и да работиме за јавниот интерес, да не ја гледаме таа поделба, а при тоа да го прикажеме и делот што е битен, например, за албанската етничка заедница, за ромската етничка заедница, бидејќи секој за македонската си има свои специфики. Како што кажа колешката претходно што зборуваше, битно е да се запознаваме едни со други, значи МИА, да речеме, например, за верските празници. Правиме репортажа која што се однесува за православните христијани, потоа правевме сега репортажа која што се однесуваше за значи лицата од муслиманска вероисповест. Значи како национален сервис се обидуваме таа мултикултурност да ја поврзаме во една целина и тоа да го прикажеме на јавноста, на тој начин да бидеме брана на сите тие нели обиди за говор на омраза по разна основа, раса, боја на кожа, род,
припадност на маргинализирани групи, етничка припадност, јазик, државјанство, религија, верско уверување. Сето тоа е казниво, меѓутоа ние се обидуваме да бидеме браната кон останатите медиуми кои што треба да го прифатат тој стандард на мултикултурно и заедничко работење на редакциите, бидејќи пред сме се граѓани без разлика на етничката припадност. Значи ние сме граѓани на оваа држава и тоа е вистинската европска вредност. Вистинските вредности се да имаме повеќе вработувања, заедно да напредуваме, да имаме повисоко образование, подобра здравствена заштита, значи да ги видиме работите што не спојуваат и при тоа во цел тој пакет да ги одржиме различностите на ово општество. Да. Ви благодарам многу. Џавир, се спомна неколку теми за кои што пред се и цивил медија платформата известува во континуитет за промовирање на мултиетничност, мултикултура, недискриминација, борба со говор на омразата. Но тука се значна и една интересна тема, дека одредени структури сака да прават поделби и велат па не мораме во Европската Унија. Како тоа ќе го искоментираш? Да. Многу кратко, особено затоа што во последниот период имам серија од текстови кои ме радува што се извонредно читани и се разбира паралелно нападнати од трол фабриките на ултрадесничарите. Јас би можел накратко да го искоментирам тоа на следниот начин. Прво, непознавање, основно непознавање, кое ќе кажете не мораме да одиме во Европа, во Европска Унија. Прво и основно никој не тера да влеземе во Европска Унија, туку ние молиме да влеземе во Европска Унија, оној што не е задоволен со состојбите во својата земја, кога ќе ја премине границата, не гледа кон исток, туку гледа точно кон Европска Унија. Добро, и други земји, меѓутоа земјите на Европска Унија се првата адреса каде што тропнува и оној што се наоѓа во тие тајфи, што исто така е многу сериозно, кога ќе погледнете вие, кога ќе кажете европски вредности, веднаш се мисли на нешто што е поврзано со Европска Унија. Се извинувам, ама европските вредности се однесуваат на европските вредности, на вредности кои се произлезени, родени, елаборирани, размислувани, контемплирани, применети или нападнати во Европа, на континентот Европа, исто како што можете да кажете цивилизацијски вредности. И во голем дел тие и ќе се поклопат, односно се поклопуваат. Или ќе кажете зелени вредности. Кој ќе кажете зелени вредности, дали мислите само на екологија или на или мислите на само еден одреден дел од планетата или на целата планета. Тоа е исто така и за европските вредности. Значи, вие можете да негувате европски цивилизацијски и зелени вредности, без оглед на тоа дали сте членка на Европска Унија или членка на БРИК или на некоја друга асоциација. Ве молам. Значи, мора еднашка да се каже многу гласно тоа дека луѓето мора да почнат да разбираат што подразбира самиот збор вредности. Затоа што и нацистите имаат своји вредности, кои се спротивни на европските. Колку тие националистички вредности се застапени во медиумите? Апсолутно многу. И тоа не е само отворено во оние уредништва каде што тоа е основна стратегија и концепт на градење на медиумската продукција, туку во огромен број медиуми може да се препознае латентна националистичка нишка во известувањето и тоа пред се заради тоа што не се разбираат поимите. Јас не сакам да прејудицирам дека новинарките и новинарите на кои им се испушта да манифестираат извесен националистички или антимултикултуралистички став или позиција, туку затоа што некои работи едноставно не се знаат. Знаете, сите ние имаме предрасуди
за кои и самите не сме свесни понекогаш и треба да се работи човек на себе. Знаете што, се работи за следно. Една ствар е да имате политичка волја, или пак уредувачка, медиумска волја, интелектуална волја, човечка волја, да придонесете кон развојот на медиумите во смисла на промоција на мултикултурализмот како една од основните вредности на европските вредности. А друга ствар е тоа да имате волја и да научите нешто за тоа. И да седнете и да научите. Едноставно да научите и видите практиките, да видите што значи тоа во филозофска, во обштествена, во друга смисла на зборот, па и во смисла на меѓучовечки односи, во односи меѓу заедниците. И заради тоа, кога се наоѓате во ситуација да правите медиумска продукција и да информирате, знаете што, имате многу сериозна обврска. Затоа што една работа е вие да кажете моја работа е дали ќе одгледам јас патлижани или краставици оваа година, да имате право да одгледате патлижани или краставици или и двете. Ама друга работа е кога тоа ќе го изнесете на тезга во пазар. И ако таму имате производ кој може да наштети на јавното здравје, тогаш имате одговорност. Истото е тоа. Или да ја парафразирам новозеландската премиерка кога се обрати до Фейсбук, кога кажа вие не можете да правите милиарди од тоа што го правите, нели од тоа што имате Фейсбук платформа или медиумска платформа, а при тоа да не сносите одговорност за тоа што се наоѓа таму на вашата платформа и што се може да предизвика во општеството. Тоа го кажа, впрочем, по страотниот трагичен инцидент во кој загинаа десетици луѓе во Нов Зеланд од еден терорист пред некоја година. Знаете, имате обврска да ја сватите својата одговорност и како такви да учествувате во медиумскиот или во јавниот сообраќај или комуникации. Една ствар е многу битна да се запомни, а тоа е дека постојат во светот и во Европа и воопшто во светот има најмалку два различни модели во кои општеството, односно државата ги регулира овие прашања. Имате еден концепт кој е најпроминентен, најдобро развиен во Соединетите Американски држави, каде што одговорноста, односно потребата да се промовира мултикултурализмот, значи не е само европска вредност мултикултурализмот, нели? Е според така наречениот модел laissez-faire, што значи да се препушти на настаните, на околностите во општеството. Додека во Европа имате државен интервенционизам. И двете имаат и добри и лоши страни. Во Македонија имате ситуација во која државниот интервенционизам зависи од политичката волја на оној што е на власт или на онаа структура што е на власт. Иако таа често пати знае да биде обратно од она што го промовира Уставот, односно што го регулира Уставот и законите. Па така вие имавте еден режим во кој 11 години се беше по Устав и по закони на хартија, меѓутоа во пракса имавте едно крајно националистичко однесување и на власта, и на институциите, систематско насилство и репресија, и тоа се реперкуираше, се огледуваше и во медиумите. После 11 години таква практика во медиумите, тешко после тоа можете да видите медиуми во Македонија кои промовираат мултикултурализам од некоја изворна генеричка или пак навистина определба која ја прифатиле уредниците, газдите и така натаму. Интервенционизмот во медиумите, во поглед на промовирање на општествени теми, како што е мултикултурализмот, подразбира буџетирање, подразбира политики, подразбира и едукација, подразбира јакнење на јавната свест. Во Македонија
мислам дека тоа има голема потреба од тоа, меѓутоа мора подобро да се елаборира, мора подобро да се разбере и, што е најважно, мора да се внимава тоа да не стане уште еден начин на развој на клиентелизмот меѓу медиумите и власта, во кој мастери стана фамилијата на оној што е во Будимпешта, меѓутоа клиентелизмот во медиумите или односно меѓу медиумите и власта и во денешно време се забележува како една пожелна дестинација на уредување, односно продуцирање на содржини кои се исклучително важни, бидејќи се во јавната комуникација. Медиумите имаат обврска, да завршам тука, извинете, да не одземам повеќе време, медиумите имаат обврска да сватат дека промоцијата на мултикултурализмот и на европските вредности мора да ја постават на одредени основи и да имаат јасна уредувачка политика во однос на јавноста, за да знаеме со кого се имаат работа. Дели, со сета почити кон оние кои не се согласуваат. Така. Благодарам, Џабир. Нас не остане уште малце многу кратко време, кое што би го искористиле доколку имате дали се тука господјата Филјана и Ана Цветковска и Елида, пошто е тука, не ги гледам, дали се тука? Дали се слушаме со Филјана и Ана? Дали би имале некоја порака на крај? Да, дали би имале некоја порака за крај што би сакале да ја пренесете? Врзала, значи Џабир што говореше, предрасудите, стереотипите, репресиите не се новина, постоеле од секогаш, но со социјалните медиуми излезе на површина тоа што е болно во едно општество. Моje мислење е дека социјалните медиуми на некој начин помогна да детектираме каде се нашите болести, не само во Македонија и широко, нели во светот. И сега, значи, е момент кога треба да се насочиме кон тоа да ги изградиме вистинските вредности. Значи, тоа се неевропски цивилизацијски вредности на прифаќање на различностите, а ние медиумите имаме огромна улога во сето тоа, да не поттикнуваме, да не подгреваме, туку напротив, да создаваме еден амбиент во кој што секој ќе може да се изрази себе си, во кој што нема да имаме значи простор да даваме можност некого да дискриминира по било кој основа, најмалку по етничка. Мислам дека смена пат да тоа се оствари нема да биде лесно, тешко е. Институции се во прашање, заглавени случаи, меѓутоа сепак мислам дека граѓаните во Македонија и медиумите се освестени за тоа каде е проблемот. Може би порано не се говорело толку за ова, сега во голема мера проблемот е детектиран и треба да се работи на него. Ви благодарам многу. Дали се слушаме со господјата Филјана Кока? Или да, дали би имале вие некоја кратка порака која што би ја испратиле на крај? Во однос на медиумите кои што имаат огромна општествена одговорност, како што претходно кажав, значи да се водиме чисто од јавниот интерес без разлика која заедница за каков јавен интерес има поголем интерес. Што сакам да кажам овдека? Многу битно е кога ќе разгледувате едно известување од теренот, некој може да спори дека едно што е јавен интерес за една етничка заедница не е за другата. На ова поле многу треба да се работи во смисла дека заедничкиот интерес, она што е јавно добро, јавен интерес, општествена одговорност, како што наведов, криминалот не може да биде добро за ниедна заедница. Убиствата или омразата, говорот на омраза не може да биде добар за ниедна заедница. Еден конзистентен формат да се усоврши во земјата и на тој начин да се медиумите да се извадат од онаа матрица на поистоветување со политичките партии. Ајде да наброиме колку политички партии имаме со разноликост на припадници на различни етнички заедници. Многу малку, минимално. И тие се за некои одредени интереси, да кажем. Истото важи и за медиумите. Значи, само професионалните стандарди, етичките норми можат да не справат со тоа што значи говор на омраза, подгревање на мултикултурална меѓуетничка непеливост. Мојата порака до новите генерации, колеги, е да не се
да не примаат токсични пораки, да не се трујат со нешто што значи непрофесионалност. Тие да работат на професионалните стандарди, етичките норми, никогаш нема да погрешат. Пред себе, пред се она што е свое. Значи јас сум албанка, живеам во Македонија, јас сум Филјана Кока, работам, да го ставам јавниот интерес, тогаш да заборавам се што е мое. Само на тој начин јас мислам дека ќе имаме просперитет во оваа земја. Ви благодарам многу за... Браво. Да, ви благодарам многу, одлична порака. Се надевам дека ќе стигне до сите колеги, пред се младите, да, како што ги спомнавте, затоа што веројатно имаат и поголеми вештини и поголеми разбирања за состојбите во земјата. Елида? Ја би сакала кратко да додадам дека европските вредности не се на Европа, туку тие се вредности кои ние треба сами да ги негуваме, затоа што се првично добри и затоа што се нудат просперитет, а не дека некоја си таму Европа или Европска Унија ни ги бара, туку да бидеме праведни, значи да се почитува законот, да има правда во нашата земја и ние да известуваме за таа правда, за вистината, тоа не е нешто која ќе не води во Европската Унија, ама тоа како прво за нас ќе биде добро и тоа е позитивно само за нас, па после и за општеството каде живееме, и затоа новинарите треба да ги лоцираат овие теми кои се за поголемиот интерес, теми кои се стварно важни за да се открие нешто кое би било добро за нашиот мултикултурализам, а не само да служат како, не знам, мегафон на една партија, па после кажа другата и да се води една дебата која не води нигде. Значи темите кои треба да се изберат, тие треба многу добро да служат на нашиот интерес, пошто и ние новинарите и самите живееме во таа земја, и ако воздухот не е добар и нас не штети, а не дека една партија ќе бойкотира нешто или ќе кажува нешто само за тоа што не е на власт. И тоа новинарите треба да го поминат, да го чкртнат некако и да мислат дека да мислат на јавното добро кое е исто така нивно добро, така да се согласувам за професионалните правила, тие не си новинари, има многу кои се трудат да бидат новинари, ама не се новинари затоа што не го почитуваат кодексот. Кој го почитува кодексот и работи според него, тој е новинар. Другите се само некои луѓе кои сакаат да терат некои агенди или не знам, сакаат само да пишува, да прават врева, ама да се новинар, тоа е друго, тоа сноси одговорност, тоа сноси агендата треба да биде само доброто на луѓето, на сите, да бидеме гласот на тие што на неможните и да бараме одговорност од тие што се надлежни, за тоа што само они преку нивната работа може да сменат, а ние преку нашата кој ќе инсистираме, значи преку нашата како се вика тоа на македонски Кажете на албански. Тие non-stop откркоем дичка, ако риеме и шум. Кога имате некаква потреба, односно кога сте во потрага по нешто. Да, само тогаш ние можеме да постигнеме успех. Благодарам многу. Џабир, на крај. Јас многу кратко ќе го искористам просторот што ми го даде, ти благодарам за тоа во последен момент, да најавам дека во 14 часот и 30 минути ќе имаме уште една панел дискусија, еден вонеден јавен настан со многу интересна тема која во голем дел се допира до денешната тема
а тоа е говорот на омразата во политиката. Гости ќе бидат Петар Богоевски од Македонски концепт, новинарите Дехран Муратов кој ќе ми возврати на повикот и Зоран Иванов, јас ќе ја водам и ќе бидам модератор, гостин, односно учесник во настанот. И во поглед на темата, јас само би сакал да кажам дека додека зборувавме овде на овие теми, одлучив дека немам посебно голема порака да упатам на крај, бидејќи и Јана и Филјана и Елида кажа навистина фантастични пораки кои јас би сакал да ги замолам моите колешки и колеги и тебе, драг Дехран, да ги вртите и понатаму да стигнат до што е можна повеќе луѓе. И само уште да кажам дека сум пресреќен што живеам и работам во една мултикултурна средина каква што е Цивил, која искрено од внатре е таква каква што е, мултикултурна, и немам што да додадам освен она што ти го напиша неодамна во категоријата мултикултура на Цивил Медија МК, па би сакал да ги поканам сите да ја отворат таа категорија мултикултура на Цивил Медија МК, за да видат за што се работи, да видат кое е богатството кое го носи една таква редакција. А се разбира, јас бев во мултикултурна редакција од 89-90 година во Млад борец на Никола Младенов и Сашо Ордановски. И претежно бев во такви редакции во текот на животот, вклучително и Лондон и Амстердам. Благодарам. Фала ти, Џавер, фала Елида, фала ви Филјана и Ана. Јас на крај би се да благодарам за ова убава дебата, не е исцрпна, секогаш е добро да се спомнуваат за тие, нели, повторувањето е мајка на знаењето, но ние сме тука да промовираме мултикултурализам наспроти оние кои што сакаат да имаат едни чисти редакции и едни исти мисли. Ние секогаш ќе отстапуваме простор и за сите останати кои што живеат во оваа држава. На крај би сакал само, пошто медиумите велат дека имаат само обврска кога својот текст ќе го завршат, ќе го потпишат и ќе го споделат на Facebook. Обично текстот горе-доле е добар, но коментарите потоа содржат говор на омраза, или па кога ќе го споделат текстот има добар професионален наслов, но во најавата имаат некој провокативен коментар кој што поттикнува говор на омраза или разделби. Па би сакал чисто пораката да биде да внимаваат и на своите содржини кои што ги споделуваат на социјалните мрежи, какви коментари добиваат. Негативните коментари кои што имаат и говор на омраза, нека ги цензурираат, затоа што само така говорот на омраза не е слободен говор. Ви благодарам уште еднаш, па се гледаме за половина час, која што Џавер веќе ја најави следната дебата. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.